Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово на држаната пресконференција го повика градоначалникот Зоран Дамјановски да помине по улиците Тошо Ангеловски, Дзидар и Гиго Цветковски и да види во каква катастрофална состојба се. Тие потсетија дека овие две улици се ставени во програмата за локалните избори од 2013 година и нивното асфалтирање било наведено како приоритет. Го повика градоначалникот Дамјановски што побрзо да се врати на неговите вистински должности и да превземе мерки за решавање на овој проблем. Улиците Тошо Ангеловски, Дзидар и Гиго Цветковски, кои се наоѓаат на само стотици метри од центарот на градот, се уште стојат неасфалтирани, иако беа дел од програмата на градоначалникот Дамјановски за локалните избори 2013, каде асфалтирањето на овие улици беа наведени како приоритет, додека пак улицата Јоско Илиевски се уште не санирана и на многу места недовршена, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Пред повеќе од 3 години, заедно со сегашниот председател на Општинскиот совет, ветивте многу работи, меѓу кои решавање на нашиот проблем. Да ве подсетиме, денеска е 23 април 2016 година. Неколку месеци до завршувањето на вашиот мандат, а улиците Тошо Ангеловски, Дзидар и Гиго Цветковски се уште не се асфалтирани, додека пак улицата Јоско Илиевски се уште не санирана и на многу места недовршена, што само уште повеќе го зголемува нашето разочарување. Го повика градоначалникот Дамјановски што побрзо да се врати на неговите вистински должности и да преземе соодветни мерки за решавање на овој проблем. Жителите на овој крај бараат квалитетно да се асфалтираат овие улици, не само како што е и чест случај овој период, каде вашата така наречена пролетна офанзива очигледно се користи само за предизборно политичко поентирање, а не долгорочно решавање на проблемите на граѓаните. Граѓаните од овие улици се соочуваат со големи проблеми, посебно по обилни врнежи, кога преминот на улиците е речиси невозможен и непристапен за сите. Поминаа многу години и нашето трпение е при крај, затоа господине Дамјановски, време е да одговорите на нашите потреби. Од ВМРО ДПМН побараа квалитетно асфалтирање на улиците, а не привремено решение со тампонирање или бекатони како кампањско шминкање, со цел да се залажат граѓаните. Жителите од населбата Пуковско, поточно на улицата 425, долги години мака мачат без канализација. Бараат за нивниот децениски проблем да се изнајде решение, бидејќи смрдејата и фекалиите придонесуваат за ширење на разни бактерии кои се ризик за здравјето на сите, а најмногу на нивните деца. Градоначалникот вели дека проблемот на жителите од оваа населба потекнува од таму што тие со референдум се изјасниле дека сами ќе го градат канализацијскиот систем со избор на приватна фирма, која требало да ја заврши канализацијата, но поради судски спор меѓу местната заедница и фирмата, целиот процес е запрен. Жителите од улицата 425 во населбата Пуковско се собраа сите заедно да го искажат својот револт од немањето канализација. Станува збор за 150 куќи кои секојдневно мораа да ја трпат смрдејата. Кога е топло, смрдејата се шири наоколу. Со паѓање на дожд се полнат септичките јами и се излеваат. Постои голем ризик од ширење на бактерии на нивните деца, кои си играат на улицата низ кои стекуваат фекалии. Абе, големи смо проблеми, па тој прљавште не мога. Ево само да појете нагоре да видите како е. Прљавштин, а тоа смрди, деца, онучиња. На оваа населба јас сум жител од 74 година. Од тогаш канал нема. Струја сами ја водеме, водовод сами водеме. У 21 век да немамо канал. Погледнете на што деца наши одив. Сваки дан, сега почна слънце, бактерија, све се шири. Една киша да заврне, јаме са пуне, све бунари са пуни, ми тој воду мора да го пуштамо на пут. А на пут наши деца одив, бактерија на све стране, страшна работа. Како што истакна градоначалникот Дамјановски, проблемот со канализацијата трае со години. Се успеа на веќе постоечкиот канализацијски систем да се стави 1500 метри канализациона мрежа, додека целиот проект е 9 километри. Местната заедница во тоа време како правен субјект има склучено договор со една приватна фирма. Истата приватна фирма во договорот со местната заедница има изградено 3,5 километри канализациона мрежа. Целиот проблем на жителите од оваа населба потекнува таму што тие со референдум се изјасниле дека со само допринос ќе го
изградат канализациониот систем со избор на приватна фирма, која требало да ја заврши канализацијата, но поради судски спор настанат помеѓу местната заедница и фирмата, целиот процес е стопиран и поради тоа не е во можност да се заврши од страна на општината се додека трае таа постапка, истакна градоначалникот. Ние у неколку наврати модериравме со тој проблем. Значи, јас лично бев вклучен со намера да се раскине договорот, да ги земеме проектите во дадена фаза о каква што е до сега изградба и до сега сигурно неколку пати ќе беше завршен целиот проект, бидејќи остане еден поголем дел од некои делови од населбата кои не се конектирани и не се приклучени на главната канализациона мрежа. Меѓутоа, никогаш до сега овие години не дојдовме до солуција, одговор, бидејќи у ниеден момент општината не може да привати долг створен на таа основа со референдум на граѓаните према изведувачот и така натаму. Значи немаме правна могуćност и затоа таа работа стои во ваква позиција. Градоначалникот апелираше до местната заедница и до изведувачот да најдат разумно решение, да се направи пресек и технички прием на изведените работи, бидејќи без таква документација општината не може да ја преземе во ниедна фаза од овој процес. Жителите на Долно Којнаре по неколку децении добија асфалтна површина од 4500 квадратни метри. Станува збор за населено место со околу 1000 жители. За асфалтирање на овие улици вложени се 3,6 милиони денари од буџетот на општината. По неколку децении околу 1000 жители на Долно Којнаре добија асфалт. Градоначалникот Дамјановски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, повеќе представници од локалната администрација, местната заедница и самото тамошно население присуствуваа на самиот свечен чин, кога улиците се пуштија во употреба. Пред сите присутни се обрати Дамјановски, кој изјави дека и покрај проблемите со кои се соочувале овие жители во минатото, во последните години се работи за решавање на истите. Ова населба беше дел од најлошата комунална инфраструктура, еден дел каде постојано беше апострофирано дека немаме цивилизатски услови за живење. Сукцесивно во неколку години назад успеавме да изградиме една канализациона мрежа и тоа беше услов денеска да завршиме и патна инфраструктура во должина од негде километар и 200 метра, негде околу 4500 квадратни метри нов асфалтен пат на ова релација, каде живее над 250 индивидуални заедници, односно индивидуални куќи. Тамошните жители го поздравија овој проект, додавајќи дека тоа го застужувале многу одамна. Презадоволни, супер. Фала ги многу. Како беше порано? Катастрофа, сега е супер. Значи нешто животно прашање решено. Многу сум задоволни. Супер. Како представува тој за вас? Еве, како било порано, па како ќе биде? Па порано беше порано, сега ги е добро. Добро е. Дамјановски најави дека во тој дел од градот оваа година ќе има 2 нови инфраструктурни проекти. Ќе ги завршиме каналните системи кои се 2 години во изградба и ќе имаме асфалтирање на 3500 квадратни метри Јоско Илиевски, Гиго Цветковски, таму каде што имаме решена подземна инфраструктура. На наредниот период продолжуваме со нашата активност реновирање и реконструкција на постоечка патна структура. До мај месец се очекува да се заврши на 30.000 квадратни метри асфалтирање и едно 15.000 бекатонски плочи. Се надам дека командно ќе добие една поубава физиономија и тука нема да застанеме. Се надевам дека од есен ќе отпочнеме со нови проекти. Канализационата мрежа 26,5 километри која стартува за неколку дена ќе отпочне со работа. Гладно поле, Режановце, горе улица 220 дули и пред се за едно 20 дена отпочнуваме со канализационен систем Долно Којнаре, Никола Тесла, главниот колектор, со што дефинитивно ќе се стави точка на овој дел на градот каде имаме еден отворен проблем. Инаку за асфалтирање на овие улици во Долно Којнаре вложени се 3,6 милиони денари од буџетот на општината. Согласно програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа за годинава во општина Крива Паланка, во тек се градежни активности за санација на дел од улицата Илинденска во централното градско подрачје.
За неколку дена жителите на улица Илинденска во централното градско подрачје ќе добијат нов асфалтен пат во должина од 185 метри, односно ќе бидат заменети околу 850 метри квадратни оштетен асфалт. Со цел комплетно и долгорочно решение на овој дел од локалната патна мрежа во општината се поставува нов асфалт, наместо крпење на дупките на дотреениот стар асфалт, смета градоначалникот Алексовски. Во програмата за изградба и одржување на локална патна инфраструктура, каде што имаме предвидено крпење на дупки и санација на помали улички, предвидена и улица Илинденска. Ова уличка, искрено кажано, минатата година планиравме да направиме со крпење на ударни дупки, но согледавме дека тоа нема да го постигне ефектот, затоа што уште можеби откако е направена само се пристапува кон крпење на ударни дупки. Согласно предвидената динамика и временските услови продолжуваат градишните активности за крпење на ударните дупки на сообраќајниците во градот и околината. Градежните активности се одвиваат, се поставува тампонскиот слој и за ден-два ќе се пристапи кон асфалтирање на ова улица и сметам дека тука ќе имаме едно убаво решение за граѓаните на Криа Паланка. Пред само неколку дена нова асфалтна улица во должина од 441 метар добија и жителите на улица Гоце Делчев, односно во местноста позната како Житен склад. Агенцијата за храна и ветеринарство информираше дека поради појава на сомнение за болеста чвореста кожа кај говедата во Македонија нема да работат добиточните пазари на подрачјето на државата, а вклучително и пазарите во Куманово и Крива Паланка. Од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија денеска информираа дека поради постоење на сомневање за појава на болеста чвореста кожа кај говедата од регионот во Грција и во Бугарија и сомнеж за присуство на болеста во Македонија, донесено е решение за забрана за работа на добиточните пазари и собирните центри. Од агенцијата препорачуваат спроведување на превентивна и тековна дезинфекција во одгледувалиштата, следење на здравствената состојба на животните, задолжително пријавување на болеста до надлежниот официјален ветеринар, спроведување на биосигурносни мерки во одгледувалиштата на говедата, поставување на комарници, дезинфекција, ограничено влегување, контрола, одржување на хигиената на персоналот и лицата кои влегуваат. Пред да се однесат во кланица или одгледувалиште, животните треба да бидат прегледани и да имаат одобрение од официјален ветеринар. Превозните средства треба да бидат дезинфицирани и лицата кои вршат транспорт да имаат потврда. Кумановската подружница на јавното претпријатие Македонски шуми е задоволна од одзивот на граѓаните за набавка на огревно дрво. Најмногу заинтересираност за набавка на огревно дрво стандардно пројавиле пензионерите. Кумановската подружница на Македонски шуми е задоволна од одзивот на граѓаните за набавка на огревно дрво по цена од 2371 динар за метар просторен. До 31 март барања за набавка на огревно дрво доставиле пензионерите, инвалидите на трудот, физички лица и социјално ранливи категории граѓани. 145 пензионери поднеле барање за огревно дрво и склучиле договор со Кумановската подружница за исплата на дрвата на 8 рати. Во делот на физички лица, значи граѓани на општина Куманово, они имаат можност да оплатат огревно дрво на 5 рати. Во тој дел се пријави околу исто така 143 лица или пак 720 кубика огревно дрво. Во делот на физички лица, социјално ранливи категории, се пријави околу 10 лица, физички лица, или пак околу 40 кубика огревно дрво. Подружницата засега располага со доволни количини на огревно дрво и според надлежните нема да се повтори ланското брзање и доцнење на испораката на дрва поради лошите временски услови. Доколку нема одредена количина, тогаш ќе се набави огревно дрво од други подружници. Има се уште заинтересирани. Ние ќе видиме што е како е од подружница Куманово и ако има поголема заинтересираност ќе ги известиме дирекција на ЕПА Македонски шуми. Можеби пак има некој нов јавен повик, ама се уште за тоа не знаем. Неделава започна и првата испорака на огревни дрва на лицата кои платиле авансно. Иако постоеше можност за исплата на 8 рати, сепак најголем број од граѓаните ја искористија можноста и склучија договор на 5 рати.
Мирно заврши протестот на граѓанската иницијатива "Протестирам" вчера во Куманово, поддржано од невладините организации и опозицијските партии, кои уште еднаш ги повторија барањата за повлекување на одлуката за аболиција, оставка на претседателот Ѓорги Иванов и за повлекување на одлуката за избори. 4 вечери под полициско обезбедување започна пред Основниот суд, пошто учесниците на протестот се упатија кон улицата 11 октомври, каде што фрла боја на асфалтот и испиша пораки на улицата. На протестот учесниците ги повика и жителите на овој дел од градот да им се приклучат во протестите. Граѓаните се упатија кон булеварот 3 македонска ударна бригада, улицата Гоце Делчев, пошто протестот заврши на улицата 11 октомври, каде што е лоциран Основниот суд. Во уметничката галерија на Националната установа Музеј Куманово вчера вечер беше отворена ретроспективната изложба на академскиот кривопаланечки уметник Димитар Стојчевски. Истата се реализира во соработка со локалната установа Градски музеј од Крива Паланка. Љубителите на ликовната уметност од Куманово имаат можност да ја проследат изложбата на 40 дела од големиот сликарски опус на кривопаланичкиот академски уметник Димитар Стојчевски, еден од доајените на македонската уметност и еден од основачите на меѓународната ликовна колонија Свети Јоаким Осоговски. Авторот на изложбата Стојчевски рече дека му причинува посебна чест што после 30 години повторно изложува во уметничката галерија во Куманово, каде овој пат се представува со дела работени во техника масло на платно и цртежи од последните 4 творечки децении. Па ова изложба дојде така спонтано во Куманово. Сега гледам календарски. Првата изложба во Куманово имав некаде 1974 година, значи во претходниот милениум. Делата се негде околу 40 дела, работени се во техника масло на платно, некои има во акрилна техника, а имаме некои цртежи, акварели од таа прва фаза, таму негде, кога сум почнал како сликар да работам. Изложбата се реализира во соработка со локалната установа Градски музеј Крива Паланка, а ја отвори градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски, кој меѓу другото го изрази своето задоволство од соработката на двете музејски установи. Неговите дела се импозантни, она што е исто така важно е дека името на Димитар Стојчевски е сврзано со основањето и на ликовната колонија во нашиот манастир Свети Јоаким Осоговски. Неговите дела се проткаени со сегменти од нашиот прекрасен манастир и со делови од стариот град на Крива Паланка, со делови од некои објекти кои порано биле како саат, кулата, џамиите и слично. Музеите на Крива Паланка и музеот на Куманово имаат прекрасна соработка. Димитар Стојчевски е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, реализирал повеќе самостојни и групни изложби и е добитник на повеќе награди и признанија. Тројца ученици од Кумановската гимназија Гоце Делчев ги освоија првите 3 места на државниот надпревар по руски јазик. Под менторство на професорката, учениците ги освоија првите 3 места пред членови на стручното жири од Македонија и Русија. Мартина Радевска, Дамјан Ристевски и Симона Коцевска се тројцата ученици од гимназијата Гоце Делчев кои под менторство на професорката Билјана Коцевска ги освоија првите места на 47-миот државен надпревар по руски јазик. Надпреварот се одржал на Филолошкиот факултет во Скопје во организација на Асоцијацијата на наставници по руски јазик во соработка со амбасадата на Руската Федерација во Македонија. Професорката информираше дека учениците имале можност да го покажат своето знаење во слушање, читање и пишување, а откако успешно го поминале писмениот дел, следел усмен надпревар. Надпреварот го следеше висока комисија од амбасада на Руска Федерација и Филолошкиот факултет во состав Александар Алексеев, прв секретар во амбасадата на Руска Федерација по прашање на образование, култура, наука и спорт, Михаил Лушкин,
аташе по култура, образование, наука и спорт, Надежда Јурјевна, лектор од Московскиот државен универзитет Ломоносов и Екатерина Терезиевска, виш лектор на факултетот Блаже Коневски и водечки познавач на руска култура во Македонија. Ученичките Радевска и Коцевска задоволни се од остварениот успех, но велат дека надпреварот бил тежок и двете ќе настојуваат уште повеќе да го продлабочат знаењето по руски јазик. Рускиот јазик го изучувам веќе 5 години и се подготвувам навеќе на редовните часови, како тука ни беше нашата професорка на располагање, која воедно ни даваше многу учебна литература. На почетокот на година формиравме група во која си разменувавме вежби и работевме онлайн тестови. Исто така имав среќа да бидам домаќин на една ученичка од Русија, со која се уште одржувам контакти и можеби таа комуникација ми помогна во подобро владење на самиот јазик. Рускиот јазик има предност тоа што е сличен на македонскиот, исто така има и кирилично писмо, така што го прави уште полесен за изучување. И професорката и учениците сметаат дека е потребна поголема афирмација на изучување на рускиот јазик во училиштата во Куманово. Од 7 до 17 мај група професори и ученици од гимназијата ќе замине во возвратна посета на збратименото училиште од Санкт Петербург, каде ќе учествува на меѓународна конференција на тема Диалог на два јазика, две култури, како еден од правците на социјално проектирање во образовната установа. Рускиот јазик е на 4-то место во светот. Тоа е јазик на кој е напишана најголемата уметничка и стручна литература во светот. Туроператори од Казахстан се заинтересирани за Македонија и има можност за развивање на интензивна соработка во следниот период. Туроператори од Казахстан се заинтересирани за Македонија и имаа можност за развивање на интензивна соработка во следниот период. Ова, како што информира Стопанската комора на Македонија, исходот од промоцијата на државата како атрактивна туристичка дестинација на меѓународниот саем за туризам што се одржа во Алмати, а на кој учествуваа македонски компании од секторот туризам и угостителство. Туристичките потенцијали со кои располага Македонија биле презентирани пред повеќе од 40 туроператори од Казахстан, а со помош на македонската амбасада организирани биле и деловни средби со заинтересираните партнери од Алмати и Астана. Презентацијата се одржа под покровителство на амбасадата на Република Македонија во Казахстан во организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија и Turkish Airlines. Словенечкиот парламент го отфрли референдумот за мигрантите. Меркел и европски лидери ќе посетат Турција со цел примена на договорот за мигрантите. Рекордни 175 земји го потпишаа Парискиот договор за климата. Ова се вестите од светот. Словенечкиот парламент го отфрли предлогот на претениците од опозицијата за одржување советодавен референдум на кој би се одредил највисокиот број бегалци кои Словенија е во состојба да ги прими. За предлогот на Словенечката демократска партија дека годишната квота на бегалци кои може да бидат примени во Словенија со право да побараат азил не смее да биде поголема од оние на кои минатата година им одобрена меѓународна заштита. Гласеле 11 пратеници, а 44 биле против, додека останатите не гласеле. Германската канцеларка Ангела Меркел и високи представници на Европската Унија ќе ја посетат турско-сириската граница во обид да ја поттикнат примената на спорниот договор потпишан пред еден месец за справување со бегалската криза, што остави стотици илјади луѓе блокирани по мигрантската маршрута кон Европа. Патувањето до турскиот граничен град Газиантеп е по повод потпишувањето на договорот од 20 март меѓу Турција и Европската Унија за започнување депортација на мигранти кои не одговараат на условите за добивање азил во Грција, обратно во Турција. Европската Унија вети 6 милијарди евра помош на Турција во наредните 4 години за обезбедување подобри услови и создавање на можности за околу 2,7 милиони сириски бегалци кои живеат во Турција. Рекордни 175 земји го потпишаа Парискиот договор за климата во централата на Обединетите нации во Њујорк. Никогаш досега меѓународен договор не бил потпишан од толку земји за еден ден. 15 од потпишаните земји, повеќето од кои се мали островски држави, веќе го ратификуваа договорот, кој има за цел да ги забави климатските промени. Договорот ќе стапи во сила откако ќе биде ратификуван од 55 земји, одговорни за најмалку 55% од емисиите за штетни гасови. Францускиот парламент го разгледа договорот на 18 мај и се очекува да биде ратификуван до летото, изјави францускиот претседател Франсуа Оланд.
Вардар го игра најважниот надпревар до сега оваа сезона. Првиот четвртфинален дуел од Лигата на шампионите со Веспрем. Црвено-црните ќе се обидат да обезбедат предност со помош на своите навивачи и на реваншот во Унгарија да се пласираат на Final Four. Шампионот на Унгарија, кој е актуелен европски вице-шампион во четвртфиналната пресметка, влегува како фаворит, но вардарци во финалето од СЕХА лигата покажаа дека имаат квалитет рамноправно да се носат со големиот противник. Пилотот Стојанче Стоилов очекува со помошта од навивачите да се направи добар резултат. Неколку пати игравме сезонава и мислам дека добро ги познаваме. Им ја препуштам фаворитската улога на нив, ќе биде многу тешко. Тие се искусни, но ние играме дома пред нашата публика, тоа е нашата предност која може да ни помогне да победиме, изјави Стоилов. Надпреварот во спортскиот центар Јане Сандански тргна од 16 часот, претходно на платото пред спортскиот центар беше поставена фан зона и организирана забава за присутните. Живко Мукаетов и официјално ќе продолжи да извршува функцијата претседател на Ракометната федерација на Македонија, откако точката за неговата оставка беше избришена уште на самиот почеток на денешното собрание на Ракометната федерација на Македонија. Клубовите уште пред неколку дена писмено изразија поддршка за Мукаетов, барајќи оставката да биде повлечена. Во обраќањето Живко Мукаетов вети дека во следниот период ќе продолжи со напорна работа за уште поголем развој на ракометот. Јас би сакал да се заблагодарам на довербата. Како што и сами знаете, јас таа оставка ја поднесов од принципиелни причини. Бидејќи како дел од тој тим што требаше да обезбеди пласма на Олимписки игри, не успеавме. Од друга страна, гледајќи дека моментот е специфичен и ја имам поддршката од сите, нема многу избор. Пред нас е многу работа, сите заедно да го кренеме квалитетот на ракометот во Македонија. Од тој аспект, навистина сакам да ви се заблагодарам, многу ми значи и да ви ветам дека до крајот на мандатот ќе работам напорно за ракометниот спорт да функционира уште подобро, изјави Живко Мукаетов пред делегатите. Од друга страна, обрван и официјално повеќе не е селектор на македонската ракометна репрезентација, откако управниот одбор на РФМ ја прифати неговата оставка дадена по неуспехот на олимписките квалификации во Полска. Новиот селектор ќе биде назначен од 3-члената комисија по распишување на конкурсот на кој ќе се пријават претендентите за предводник на македонските ракометари. Во македонското кошаркарско првенство на програмата е последното коло од првиот дел на сезоната. Вечер се играат два надпревара. Работнички во салата Градски парк во Скопје ќе го вгости Кожув, додека Бест во Гевгелија Куманово. 28-то коло беше отворено синоќа со дуелот меѓу Фени Индустри и Струмица, кој што им припадна на кавадарчани со 82-67. Кошаркарите на Фени Индустрија постигна 80-та победа во првенството, откако на домашен терен ја победија Струмица во првиот надпревар од последното коло. Фени Индустри со победата ја потврди позицијата број 4 во плейофот. Дербито на колото е утре меѓу двете првопласирани екипи на табелата, МЗТ Скопје и Карпош Соколи. Разигрувањето за титулата ќе почне на 26 април. Надпреварот од првата српска фудбалска лига меѓу Борац Чачак и Црвена Ѕвезда, кој што требаше денеска да се одигра од 17 часот, е одложен откако еден навивач на гостите од Белград беше убиен. Како што пренесуваат медиумите во Србија, станува збор за закажана тепачка на двете навивачки групи, пошто едно лице било прободено, а друго е тешко повредено. Поради овие настани, директорот на Суперлигата во консултација со клубовите, Министерството за внатрешни работи и Фудбалската федерација донесе одлука да го одложи надпреварот. Новиот термин дополнително ќе биде одреден. И навивачите на колумбискиот клуб Депортиво Кали приредија хорор откако се судрија во Буенос Ајрес со следбениците на Бока Јуниорс во пресрет на надпреварот на овие клубови во Копа Либертадорес. Гостинските навивачи се залетале на автобусите на градскиот превоз во кои се наоѓале навивачите на Бока, ги нападнале со камења, шипки, а некои навивачи се залетале кон ривалите со големи ножеви. Успеале да испокинат неколку шалови, како и знамиња кои виселе на прозорите. За среќа, полицијата брзо реагирала и со тоа спречила да дојде до посериозни судири меѓу навивачите. Кошаркарите на Хјустон Рокетс во третиот меѓусебен дуел го совладаа тимот на Голден Стейт со 97-96 со поените на Џејмс Харден на 2 секунди пред крајот. Но официјалниот извештај од НБА вели дека Харден при обидот да поентира направил очигледен фаул на Дигудала, што довело до поените и буквално оштетување на шампионот Голден Стейт Warriors. Но и покрај тоа судбината е во рацете на Голден Стейт, тие се во водство и сами ги влечат конците во преостанатите меѓусебни надпревари.
Времето во Македонија ќе биде умерено облачно, во текот на денот локално ќе има зголемување на облачноста со повремен дожд со слаб интензитет. Денеска е Лазарева сабота. Лазарева сабота или Лазарица се празнува во спомен на Лазаревото воскресение. Според преданието, во саботата умрел Лазар од Витанија, а во неделата Исус го воскреснал. Поради тоа, во народот неделата се смета за поголем празник од саботата. Воскресението на Лазар представува предвесник на Христовото воскреснување и преобраз на воскресение на сите луѓе при второто Христово пришествие. Затоа, впрочем, ми има големо значење. Со своето воскреснување Исус потврдил дека престои воскресение за сите луѓе. Нека им е честит именденот на Лазар, Лазарка, Лазо, Цветан и Цвета. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш останете на К3 и имајте пријатно попладне.